Старвикињето? Атеш. Корбеши си то? Орома, 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 орома. Песната на малиот атеш се посилно и пошироко одзвонува. Во обид да го задржи сонцето кое полека го покриваат облаци, за да може да изнуди уште некој денар од минувачите на камениот мост во Скопје. Тој е еден од многуте деца кои ја делат истата судбина. Растат, живеат на крстосниците, питаат за парче леп или чистат стаклени автомобили за некој денар. Родени се, но како за нив да нема место под синото небо. Барем не за безгрижно детство, игра, училиште. Заработувачката од испружената рака пред секој минувач или од бришењето на стаклата на автомобилите на раскрсниците ја трошат нивните родители. Вакво е секојдневието на децата питачи во земјава, кои покрај заострените законски регулативи и понатаму представуваат проблем кој институциите не можат да го отстранат. Точната бројка не може да се утврди затоа што во најголем број на случаеви децата се сами на семафорите, на раскрсниците и немаме точни податоци за нив, односно ни даваат лажни податоци. Ние при секој утврдување на идентитет, односно при вземање на податоци, подоцна правиме и посети во семејствата, разговараме со родителите, но во голем број на случаеви тие податоци не се точни, така да имаме деца кои што неколку пати се евидентирани на питачење под различни имиња. Бројката некада можам да кажам дека во Скопје од прилика се движи околу 100 деца кои што се евидентирани, така да во последен период бројката се намалува, можам да кажам, особено од почетокот на пандемијата бројката е намалена, така да сега би рекла дека нели во моментот може би се работи со околу 50-60 деца. Во Скопје е најголемата бројка на питачи како главен град на Република Северна Македонија, но не е дека нема ни по другите градови. Голем дел од питачите во летниот период се селат во туристичките места, односно во Охрид, Струга и Преспа. Зимскиот период немаме некое раздвижување по други градови, но исто така имаме и од други градови кои што доаѓаат во Скопје да питачат. Во последните години децата роми се наексплоатирани на улица. Се користат за питачење, секојдневно се на отворено, изложени на студ, жештина и издувни гасови, наместо да растат и да се развиваат во топол дом. Првата детска амбасада во светот Меѓаши, која години назад активно работи на проблемот со деца на улица и за негова превенција и спречување, вели дека бројот на деца питачи е многу поголем. Бројките се различни од 1500 до 2000 во целата држава. Но она што најмногу загрижува е што децата не само што се принудени во екстремно лоши услови и лете и зиме да питачат, туку на нивна сметка имаме неформална информација, тоа треба Министерството за внатрешни работи да открие дека и децата се жртви на одредени криминални банди кои ги изнајмуваат, ги стават на разни локации и заработуваат на сочувството на граѓаните и нивната емпатија. Дури и самите родители се јавуваат како злоупотребувачи. Мој личен став е дека нема родителски пристап, дека ако родителите биле питачи, децата треба да питачат. Принудното питачење е многу честа форма на трговија со луѓе застапена во сите поголеми градови во земјава. Таа представува најтешка форма на злоупотреба на детскиот труд која ги загрозува елементарните права на децата, меѓу кои и основното човеково право, право на живот. За да се искорени оваа негативна појава која што во се представува кршење на правата на детето и представува спротивно со тоа што представува најдобар интерес на секое дете, треба да се тргне од основата, а тоа е да се промени средината каде што живеат овие деца. Најголем дел од децата потекнуваат од семејства кои што се или со еден родител или со двајца родители, меѓутоа сите се или без образование или се со мал степен на некакво образование, но се корисници на право од социјална заштита, што значи дека екзистенцијата на семејството представува основен проблем или причина поради кои дел од ваквите семејства се одлучуваат сами децата или пак заедно со родителите да излезат на најфреквентните улици и да питачат. Од друга страна, тука имаме и категорија на семејства кои што
Несомнено треба да се работи со нив од причина што треба да се и зајакнат, меѓутоа и да се покренат родителските капацитети, да им се укаже на тоа која е нивната обврска како родители во поглед на грижа на децата и зошто не смеа да ги пушта децата на вакви работи кои што представуваат спротивност на законот и може да биде санкционирани. Системот, општеството, државата е таа која што си превзеде обврска со ратификување на Конвенцијата за правата на детето да го надмине овој проблем и факт е дека таа треба да го реши проблемот. Од Министерството за труд и социјална политика преку центрите за социјална работа вела дека во насока на подобрување на благосостојбата на децата спровеле сеопфатна реформа на системите за социјална и детска заштита. Прво идеме со мерки на помош и заштита, како што кажав, и спрема децата и спрема родителите. Тоа е еден вид на предупредување на целото семејство и објаснување што тоа значи питачење и кои се ризиците од питачењето, за да ако детето повторно се евидентира на питачење, без разлика дали ќе биде со своите родители и без родители, тогаш одеме со малце порепресивна мерка, односно родителите се ставаат под надзор на вршење на родителското право. Ако се евидентирани од страна на МВР, тогаш МВР превзема други мерки, значи кривична одговорност према родителите под член 201. Тоа е исто така за пуштање и малтретирање на дете. Така да тоа се проследува до основното јавно обвинителство, кое што подоцна, барајќи извештај од нас како Центар за социјална работа во однос на социјекономската положба на семејството, колку пати се повторило питачењето, дали сега семејството е или не е во ризик, одлучува што понатака и какви мерки ќе превземе. Поради потребата од мултисекторски пристап, Министерството за внатрешни работи во соработка со центрите за социјална работа спроведува акциски контроли во кои надлежноста на полицијата се сведува на заштита на децата на улица. Ние секогаш постапуваме согласно Законот за правда на децата. При тоа, во смисла на гонење на овие дела, главно се водиме од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, бидејќи овие дела се така третирани. Меѓутоа, кога имаме елементи на кривично дело, тука и кривичниот законник, односно законот за кривичната постапка, и тоа се членовите 24 од Закон за прекршоци против јавниот ред и мир, односно член 201 од кривичниот законник. Така што, да речеме, ако го анализираме периодот од почетокот на годината до денеска, на територијата на Република Северна Македонија регистрирани се 76 прекршоци по член 24 кој што го споменав, и тоа против 79 сторители, од кои 5 се деца, односно 5 се малолетни, и поднесени се барања за поведување на прекршочна постапка. Меѓутоа, имаме и 56 кривични пријави против 79 сторители за сторено кривично дело за пуштање и малтретирање на малолетно лице, од кои дел од нив причината е питачење, бидејќи основот за ова кривично дело може да биде многу различен. На територијата на град Скопје функционираат два центри за деца со ризик, деца на улица, во Кисела Вода и во Шуто Оризари. Во Кисела Вода е единица на јавната установа меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, а во Шуто Оризари е менаџиран од Сдруженијето Заштита на права на детето. Преку овој дневен центар, покрај оние нели активности тековни кои што ги спроведуваме, она клучна талка нели за социјалниот развој на дечињата, за создавање на хигиенско-културни навики, е токму е она едукацијата која што обезбедува правилно одржување на хигиената и кај детето, но не само кај детенцето, туку и кај семејството. Како една алатка, односно како превенција, основна нели алатка за превенција од инфективни болести. Понатаму се реализираат индивидуални активности со дечињата за стекнување на животни, работни, културни, образовни вештини за правилен раст и развој во заедница на детенцето, но и вклученост нели во општествените нели текови на живење. Се работи и на нивно неформално образование, вклучување во образовниот процес, но и мотивирање за што подолго да останат во истиот. Оваа учебна година имаме вклучено 62 дечиња од прво оделение до веќе Рамајанчани е 4-та година средно во Шаип Јусуф средното училиште. Така да во целиот тој процес навистина бара поддршка и мотивација за да
бидат истрени, што подолго да останат во истиот. Но тука да не ги забораваме, тука се и родителите, кои што секојдневни контакти одржуваме со нив, но не само за да се подобрени или согласно потребите и проблемите кои што се соочуваат во моментот, нивната состојба, туку се работи на подигање на родителскиот капацитет. Постојат бројни лични, институционални, секторски, системски ризици кои што доведуваат децата да работат на улица. Нема прецизна бројка за децата, колкав број престојат на дечињата нели е на улица, односно на самите улици низ градот Скопје. Меѓутоа некоја се проценува дека околу 200 деца се наоѓаат на улица без никаква грижа или без топол дом. Но исто така оној горлив проблем е да дечињата кои што немаат се уште лична документација, се уште не постојат во системот, или добиваат некој привремено бројче, кој што тоа бројче пак не им го решава нели оној горливиот проблем. Тоа веќе се станати младинци, кои што тие младинци не можат нели им се прекршува она фундаменталното основно човеково право. А да не збориме нели за дечињата. Да, тие ќе влезат во образовниот систем, но понатаму самото семејство не може да ги искористи оние бенефити кои што државата ги дава, како детски додаток и така натаму. Колку години доаѓаш во центарот? Што правите во центарот? Во дневниот ред? Учиме, ни стават во школа да идеме редовно, да идеме, ми помагат. Спишуваме, боиме, не дале крана, све. Не помагат со домашно и боиме, правиме што имаме домашно, што сакаме тоа ни дават. И ни помагат, исто одиме во Охрид ни помагат, одиме, шетаме кај сакаме, ни дават храна. Дали одите редовно во училиште? Да. Кажи ми што правите во дневниот центар, какви активности реализирате? Ни помага за училиштето, што не знаеме нешто да пишуваме, што ни е тешко и те ни помагат. И кога имаме време, одиме понекад у зоошка, одиме со изменици во Охрид одивме. Мал е бројот на деца кои умеат да се заштитат или да препознаат кога се злоупотребувани, а голем е бројот на деца кои се соочиле со различни видови злоупотреба, истрауматизирани од самиот родител, од средината во која живееле, а за жал има и дечиња кои што биле жртви на полов напад. Во период од 10 месеци во 2020-2021 година спроведовме проект кој што беше именуван Сите заедно во спречување на трговијата со деца и девојки, поддржан од Советот на Европа и Европска Унија, чија што цел беше да се зголеми учеството на младите во спречување на борбата против трговијата со деца и девојки на локално и национално ниво, во препознавање и пријавување на можни инциденти и случаеви на трговија со деца. Во рамки на работењето на Ромската асоциација за жени и млади луѓе во превенција, едукација и информирање на младите околу трговијата со луѓе. Од нашето работење како препораки и заклучоци ние сметаме дека необходна е поголема соработка со локалните ромски организации од страна на државните национални институции, се со цел директно да се достигне до ромската заедница, како и поголема вклученост на ромските невладини организации во мобилните тимови. Мобилните тимови за постапување со деца на улица на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Скопје, Црвениот крст и УНИЦЕФ се составени од стручни лица, социјални работници, педагози и дефектолози и работат на мапирање на најфреквентните локации каде што имаат деца кои што питачат, а полнолетните питачи ги активираат како баратели на работа и работат на нивно вклучување во мерките за доквалификација и преквалификација. Земајќи го фактот дека според националните извештаи кои велат дека во посебна тешка ситуација се наоѓаат децата на улица и децата од ромската заедница, кои најчесто се трудово и сексуално експлоатирани и принудени на питачење и се претпоставува дека 80% од нив се од ромската заедница и се во најголем ризик да бидат жртви на трговија со луѓе. Следно сметаме дека потребна е подобрена координација и засилено спроведување на законите и конвенциите
Нашата држава знаеме дека е подписничка на бројни конвенции кои што се залагаат за спречување и искоренување на насилството врз девојките и врз децата и за заштита на детските права. Тука би споминала дека во делот овие конвенции се забранува или работа за дете под 15 годишна возраст или дете кое што не завршило задолжително образование. Во овие конвенции тоа државата која што ги подпишала тоа чисто нели јасно е кажано. Но во нашата држава нели знаеме дека задолжително е основното и средното образование, но за жал можеме да видиме самите, да увидиме дека во доцните вечерни часови гледаме деца кои што питачат на улица или пак продаваат некои ситни работи како паломи, пенкала и слично на улиците и по кафичите и рестораните. Тука е прашањето колку навистина се почитуваат овие конвенции, колку стручните служби активно делуваат во заштитата и искоренување на злоупотребување на детскиот труд. Нашата држава има воспоставено законски регулативи поврзани со детскиот труд и трговија со деца, но сепак во правната рамка на нашето законодавство се уште постојат празнини за соодветна заштита. Меѓу другото, во нашите извештаи препорачавме и се уште препорачуваме дека мора да се има точна евиденција на лицата, односно на децата кои што питачат. Ние денеска се соочуваме со проблем да секој различен центар за социјална работа во зависност од тоа колку семејства или колку лица затекнаа преку мобилните тимови да излезат во јавноста со бројки кои што се секојдневно променливи. Значи, мора да имаме точна евиденција на овие деца, за да можеме да се работи со програми, со мерки ефективни кои ќе значат нивно интегрирање. Во моментот кога ви имате деца на улица, наместо дете сместено во детска градинка, наместо дете сместено во училиште, факт е дека препораките укажуваат на тоа дека во секој случај ваквите деца од овие семејства мора да бидат згрижени во предучилишното образование, ако сакаме да направиме промена од старт. Бидејќи со самото нивно сместување и згрижување во детските градинки се минимизира опасноста да бидат испратени надвор на улица или да бидат оставени без соодветна грижа од страна на нивните семејства. Понатаму многу е битно да бидат вклучени во образовниот систем, каде што ќе можат преку образование, преку едукација, паралелно да се работи со децата, меѓутоа и со семејствата, за да им се укаже што е штетноста од питачењето, да им се укаже што е штетноста од оставање надвор, каде што може да биде цел и на разни злоупотреби, и на разни занемарувања, и можеби на трговија, бидејќи и такви случаи се особено примамливи за ваквите семејства кои што едва и гледаат да стигнат до пари, па дури по таква цена, и секако од голема важност е да има едукација на родителите и она што е битно за искоренување на причината за сиромаштијата, тоа е да има вработување на овие лица. Овозможи државата, ако овозможи соодветни услови за живот, верувам дека никој не би пружил рака таму да седи во такви екстремни услови за да заработува. Значи, начинот на екзистенција мора да се реши. Образованието е клуч и тоа го знае и Министерството за образование и наука и владата, дека со вклучување на деца во рана детска возраст во воспитно-образовниот процес ние го решаваме главно проблемот со исклучување на децата од улица, односно вклучување институционално во градинка и во училиште. И повторно ќе кажем вработување, и тоа вработување со доедукација на родителите и со строг надзор на Центарот за социјална работа како парите се трошат. За да не бидат повторно принудени децата да ги решаваат екзистенцијалните проблеми на родителите. Тоа е исклучиво. Тоа е недозволиво. По Балканот е карактеристично да видиме испружени рачиња, питачење, дури и осакатување на деца за да се создаде поголема емпатија кај граѓаните, но мојот апел до граѓаните е да не даваат средства финансиски. Знам дека е тоа многу тешко, но едноставно ако дадеме средства како граѓани, ние го поддржуваме питачењето и сме соучесници.
Сега ќе се запрашаме како да постапиме. Нема волшебна формула, ама јас сум размислувал, прво би се јавил, порано имаше еден број, не знам дали уште функционира, 5505. Би пријавил во полиција, би покренала акција некаква за помош на тоа семејство, но повторно ќе кажам, не би свртил глава да одминам, но би размислил што би можел јас да направам. Како граѓаните кај нас што донираат храна, облека, обувки и така натаму и ние ги редистрибуираме, тоа не значи дека го решаваме проблемот и понатаму се сиромашни, исклучени од општеството, дискриминирани, а посебно да не говорам за најголемата дискриминација и обесправеност кога имаме и деца без извод од матична книга на родените. Па апел и до новите градоначалници. Бидејќи образованието е исто така под нивна ингеренција, нека се запрашаат колку тие во нивниот мандат успеале да вклучат деца во редовниот задолжителен образовен процес, а не само да се фалат со осветлување улици, инфраструктура, канализација и водовод, зашто ако изгубиме, би рекол, младата генерација и остани понатаму неписмена, необразована, ние повторно генерираме криминал и сме подржувачи на злоупотребата. Сонот на децата питачи за подобро утре останува грижа и обврска на општеството. Сон кој за да се исполни, потребни се системски решенија, почитување на конвенциите за заштита на децата и спречување на најлошите форми на експлоатација, преку нивно евидентирање, интегрирање и вклучување во образовниот процес.